Македонската прозна белетристика во текот на својот не толку долг слободен развиток успешно ја реализираше илинденската тема и тоа во лицето на своите најдобри представници. Се разбира, оваа тема највеќе се задоми во делата на постарите генерации, кои далеку поизострено го носеа и болуваа национално-историскиот мотив како своја борбена акција, како своја судба, како трајна непреболка. Историската тема зафати далеку повеќе место во белетристичките опуси на генерациите, што ја подготвуваа слободата ни својот крвопис и ни својот крвозбор. Зашто национално-историската тема на македонската литература секогаш ќе треба да се објаснува со историската судба на нацијата, никако поинаку. А таа судба беше и трагична и хероична. За разлика од така наречените постари, позастапени и поразвиени жанри на новата македонска литература, поезијата и драмата, кои во хиерархијата на родовите имаа постојано водечка улога, особено во поранешните периоди, во современата македонска прозна белетристика, расказот и романот, илинденската тема се населува речиси побавно и подоцна, низ еден далеку поспор и погрчевит тек. Обраќањето кон минатото означуваше потреба новите поколенија да изнајдат во историјата инспиративни извори. Не беше тоа воопшто концепција на национална исклучивост. Напротив, тоа беше логика на едно неизбежно самонаблюдување, во кое токму прозната белетристика требаше да си окаже зборот, да припоможе, да дообјасни. Илинден беше за македонската уметност бликотен и бујат поттик. Зашто да се присетиме на непречекорливите зборови на Димитар Митрев, изречени во забележаната студија Одразот на илинденското востание во уметничката литература, објавена 1953 година. Наложително е тоа не само од чувство на признателност кон еден народ, маченик, херој и победник, а судбински значајно за да се предаде создаденото од народот највистинито и преку најчист уметнички збор, како дело што е наше и што представува богат фонд на нашата национална историја. Толку повеќе што таа историја не само што ни ја одрекнуваа, но просто ни ја грабаа и други се китеа со неа. Толку повеќе што дури денеска таа историја станува сопственост на тие што ја создале, што дури денеска го доживеа часот кога може да биде покажана и се покажува во својот единствен, во својот вистински лик. Во расказите и романите на Стале Попов, Иван Точко, Јован Бошковски, Георгија Баџиев, Славко Јаневски и Коле Чашуле, темата на Илинден зазема достоинствено место. Сите овие спомнати автори припаѓаат на така наречената прва повоена писателска генерација во Македонија. И сите тие илинденската тема постепено ја воведувале во своите импозантни белетристички опуси. Стале Попов, најстариот по години во оваа плејада истакнати македонски раскажувачи и романсиери, во еден од своите најдобри романи, Толе Паша, се допира до темата на Илинден низ судбината на својот прославен херој од Мариовскиот крај на Македонија. Георгија Баџиев, кому историската тема му беше речиси обсесивна, се зафаќа да ја белетризира сета славна епопеја на предилинденските, илинденските и поилинденските трагични настани, пишувајќи за гемиџиите, за Делчев, за Ножот, за Крушевската република. Тој ден султана остана задоволна од луѓето и од себе си. Толку убави работи говореа за Гоцета, што таа се откина од вистинскиот свет, од неговата безочна вистина и ги претвораше со ништата во стварност. Мислата за Гоцета ја тераше често да погледнува низ прозорецот, каде што чисто измиените камења од калдрмата ги одразуваа сончевите зраци, а цвекињата образуваа раскошни килимчиња послани од обете страни на калдрмата. Гостите не идеа веќе. Султана остана сама со своите разбудени надежи. Таа го чекаше Гоцета. И Гоце на вистина дојде, но не го пречекори прагот. Чукаше некој на патната порта. Кога султана отвори, пред неа стоеше еден циган, Кјумурџија,
и питаше леп. Арнаутските бечви му беа испокинати, налепени со латици, грубо сошиени со конци од лико. Од калците му се влечкаа околу босите нозе врвки од распорениот гајтан. Джамаданот му беше нешто како партал наметнат на плеќи. Лицето извалкано од ќумурен прав, црно, а на него светеа само очите. Немам леп за тебе, му се извика султана, огледувајќи ја јаката снага на питачот. Но тој стоеше пред неа како закован за земјата и ја гледаше со расширени, среќни очи. Тркалестото полно лице, како вишни темните црнки, од кои излегуваше умилна добрина. Жарките усни, што некогаш, кога беше дете, му ги покрива обравчињата со бакнежи. Мајчината фигура, позната и мила, беше толку блиску до него. Одвај се здржуваше да не се фрли на мајчините гради. Но спроти куќата гледаа прозорците од вокатницата на Ајредин бега. Зад решетките од прозорецот неретко се загледуваа очите на бегот кон дворот на Бајколја. Дали и сега не се спотајува некој таму? Само една мала непредпазливост и Гоце можеше да падне во рацете на душманот. Какво мажиште? Оди, работи, го прекори султана. Ќумурџијата молчеше и ја гледаше жално, со нежна тага во големите очи. После бавно се сврте, како да не му се сакаше да го стори тоа, и со колебливи чекори се оддалечи. На султана и се причини дека си ги забриша со ракав очите. Откако ја затвори вратата, за миг се замисли. Дали навистина не беше гладен? Од далечни места треба да е. Нешто како да ја прободе в срце. Бргу излезе на улица. Таму немаше никого. Питачот беше си отишол. Такво беше последното видување на Гоце Делчев со мајка му. По 2 години тој загина. Иван Точко го опиша меѓу првите трагичниот крај на прославениот јунак на Мечкин камен Питу Гули. Раскрвавен, издрпан и прашлив стоеше Цепенко со празни раце, без тагарецот, на самиот праг од вратата и тешко дишаше. Од косматите гради му се креваше пареа. Секој дел од телото му беше напрегнат и потреперуваше од силна возбуда. Погледот му прелета по војводите и се вцепи во Никола Карев. Во тој поглед се читаше ужас. Бахтијар паша во Прилеп се готви, изговори со тешка мака Цепенко и не можејќи да доврши, се струполи како подкосен пред вратата. Војводите скокнаа, во станиците го кренеа онесвестениот Цепенко на раце и со најголема брзина го однесоа во куќата на Начевци, каде што беше сместена во станичката болница. Погледите на сите се свртија кон Карев. Војводите ги разбраа зборовите на Цепенка и мошне добро знаеа што ги чекаше, но тие сакаа да го чујат Карев, да чујат што мисли и што ќе каже тој, умот на републиката. Карев прозбори полека, премислувајќи и застанувајќи при секој збор. Значи така, пашата поминал преку Битола, стасал во Прилеп и сега тој пак запре, погледа во Питу, кој нервозно се играше со врвот на својата кама и додаде: да, близу е пашата и ќе го чекаме, му се откина од градите на Питу. И градот заклокоти, како силна река што се пенеше, бучеше и се носеше пред себе. Крушево се готвеше за решителниот бој. Во станиците продолжуваа да ги одбиваат нападите на бажибозуците и на Кичевскиот гарнизон. И во исто време ги утврдуваа старите и со најголема брзина градеа нови одбранбени линии. Во леармиците, каде што се правеа куршуми, постојано пламтеа огнови и од оджаците се креваа јата бели светли искри. Цепенко се будеше
и скок. Писмото, како ехо на неговиот извик, однадвор се чу пеење. Низ отворените прозорци долетуваа зборовите од востаничката песна. Ај излези Ѓурѓо на сред село, да ги видиш Ѓурѓо мори комитите. Исправен, среде одајата Цепенко се загледа надвор и по неговото растреперено, збунето и уште сонливо лице се разлеа радост. Слобода изусти и две големи солзи му се стркала низ подгорените од сонцето образи. Насекаде, докај што му допираше погледот, Цепенко виде забрзани луѓе и знамиња како се веат. По едно време до ушите му достигнаа и оддалечени слаби писоци на жени и деца. Тој затрепери. Дури сега му стана сосем јасно што се станува околу него. И засрамен од себе си, што не е уште меѓу останиците, тој за миг се сврти и погледна кон вратата. Здрав сум, војводо. Не ми е ништо. Ништо не ми е, како дрен сум, повтори пак тој и заниша со преврзената глава. Питу гледаше во големиот и силен Цепенко и си мислеше: овој, иако е ранет, карпа е. И радосен што го гледа пак станат и бодар, тој му рече со смеење: ами Прилеп кој ќе го брани, бре Цепенко? Цепенко истрпна. Ја тргна силно раката со ластегарката и ја стегна на градите. Таму нешто му пламна и тој направи уште еден чекор кон војводата и со растреперен глас му рече: војводо, овде е сега Прилеп и цела Македонија. Славко Јаневски ќе наниже длабоко вдахновени зборови на пиетет и восхит за Питу Гули, како што истото ќе го стори за грската безумни и идеални залюбеници на татковината, кои предводени од Христо Узунов го извршија возвишениот чин на саможртва, возбудувајќи европската јавност со чистотата на својата одлука. Се крена чад од гневот негов, од устата негова оган што пролапува и живи жарки одскокнува од него. Некој од нив што го знаеше тоа од псалмите Давидови виде од куќата во која беа забарикадирани сите 11 дека турците довлекле топ. Поточно, тоа сите можеа да го видат низ прозорците од кои стрела и од кои фрлија неколку бомби, зад стебла и камења и зад неколку оставени дрвени коли на непад, трчаа црвеноглави војници околу тој топ. Се вртеа во круг и се собираа или легнуваа веднаш за да станат и пак да легнат. Како да беа секакви луѓе од овој и од оној свет, не војници, туку караџози, дервиши, црни волшебници. Иако само така им се присторуваше, вистината беше во тоа дека се соочени со војувачи од занает и од умеење, издигнати над какови да било башибозук, и понаредко стрелаа, немаа премногу куршуми. Што не сум грабнал, бараат да вратам, рече некој. И рече друг: стани, Господи, суди и на земјата, твои се по наследство сите народи. И рече трет: годините наши минуваат како глас, не сме ли маловечни? И како да читаа познати, но недонаучени псалми, зборуваа сите. Тоа беше продолжување на животот и лакрдија на смртта, не молитва. Тие зборуваат така, или можеа да зборуваат така помеѓу стрелите своји. Оние со топ погусто стрелаа и ја сипничавеа куќата. Предајте се, каури, ке ви простиме, викаа, пцуеа или се закануваа, или едноставно молкум исполнуваа заповеди на некого. Топот буфташе преку куќе, потоа ги најде ѕидовите да ги ранува и можеа да мислат на арапски, слично на некој си ел муслим,
дека во дженетот има толкаво и такво стебло што човекот јавајки и патувајки на конј може да ужива 100 години под сенката негова. Како да не? Зошто би мислеле така? Во април се сака сонцето и не се мисли на лад, како што во треска на страф и војување не се говори со спокојниот и пророчки јазик на псалмите Давидови. Може би 11 се расправаа меѓу себе, го бараа виновникот на блиската смрт, или го жалеа народот што ќе го остават пак без неколку заштитници, или се колнеа на верност и ги пребројуваа куршумите, или... Помеѓу нив и турците, тие обожавачи на цвеќиња, лежеа расцутени глобови и сливи и подзирнуваа од земја јаглики. Може ли да го видат сето тоа? Може ли до сполавеност да ја почувствуваат пролетта за да зажалат што ќе бидат мртви во истиот ден? Беа млади и беа недостижни во храброста на безумноста, не живи и на коленици. Мислеа усвитено и веруваа дека и мртви ќе се нанозе. Страшни и бушави, исклештени, не можеа веќе да се спротивставуваат. Прозорецот како да се подотвори за следната кугла од железо и оган што топот со сигурност ќе им ја испрати. Една и по неа уште неколку. Застанаа во круг и ја чекаа заповедта на Христо. Пукајте еден во друг, браќа, не жалете ме ни мене. Но тој кажуваа или измислуваа подоцна, тивко рече: негде се огласува птица, не повикува ли да ја се придружиме? И навистина, тие го слушнаа повикот и му се придружија со песна за жената и за земјата. Пеја и молкнаа. Песната сега со татнеж ја прифатија нивните врели кубури и пушки. Со истрели еден кон друг се простија меѓусебно. Тоа беше и не се можеше поинаку. Таквата смрт ги направи преголеми во животот по смртта. Јован Бошковски ќе го раскаже трагичното финале на младите Велешани, кои во Солун пролетта на 1903 година го потресоа светот со еден безпримерен херојски чин. Кирков застана и го погледа војникот, правејќи се дека не го разбира прашањето. Кога овој со раце направи знак, повторувајќи го прашањето, тој покажа на зградата од поштата и рече со странски призвук: пошта. И веќе тргна кон влезот. Чекај, викна по него војникот. Кирков застана и пак го гледаше со оној поглед како да не го разбира. Не може, рече војникот, мавтајќи со рацете. Може само за дипломати, продолжи, загледувајќи го од страна. Дипломат? Не, протепка тој насмевнувајќи се. Журналист. Од джебот извати легитимација и му ја покажуваше. Војникот ја зеде в раце, погледа во неа и му ја врати. Оди, климна со главата, покажувајќи му во правец на влезот во поштата. Кирков се издиши олеснето и влезе во поштата. По скалите низ кои пробиваше жолта светлина, се искачи на горниот кат. Оттаму достигаа рамномерни тропкања на телеграфот. Една голема и исчадена ламба светеше од таваницата и незината нечиста жолта светлина паѓаше под зидовите и по лицата на поспаните службеници на поштата. Кирков се приближи кон шалтерот. Се потпре на него со лактите. Се намести така што да може со поглед да ја опфати сета просторија. Телеграфистот пред него крена глава кога го виде, но не престана да ги предава телеграмите што му стоеја на масата. Што има? Запраша непрестано удирајќи по тастерот. Телеграфот зунеше, испраќајќи ги звуците под исчадената таваница. Телеграма, рече Кирков, бркнувајќи по палтото. Утре, одсече телеграфистот, но во истиот миг исплашено се тргна, прстите удрија по тастерот уште неколку пати и треперејќи запреа. Гледаше со ококоравени очи, а усните залудно му се движеа, не можејќи да испуштат никаков глас.
Кирков во раката држеше револвер. Останете сите на своите места, рече тој со лице на кое беше затегнат секој мускул. Потоа му се сврте на телеграфистот, навртувајќи ја цевката од револверот право во градите на препалениот човек. Предавај! Со треперливи прсти телеграфистот ги претворуваше во телеграфски знаци зборовите што му ги изрече човекот со револвер пред него. Предавај, рече Кирков, не испуштајќи ги од вид другите телеграфисти кои исто така беа престанале да работат во исплашено исчекување. Ги известуваме сите слободолюбиви луѓе на светот дека атентатите што го потресуваат оваа ноќ градот Солун се дело на група македонски патриоти. Удираме со нив по совеста на цивилизирана Европа во името на еден народ потиснат во робство. Бараме интервенција од слободниот свет. Долу тиранијата, слобода на Македонија. Телеграфистот го гледаше зачудено, но прстите послушно удираа по тастерот. Кирков ги слушаше тие звуци и му се чинеше дека се шират концентрично над него. Пробиваат преку исчадениот таван и полетуваат во слободниот простор на небото со звезди, носејќи ја таа чудна порака. Утре, помисли тој, утре светот ќе зборува за нив, за оваа ноќ со мирис на динамит, со дахот на умирањето што веќе го чувствува и околу себе. Што е тоа смрт, помисли обземено чувството дека е се готово. Дали тоа што веќе не го слуша чукањето на срцето, собрано и притаено негде во градите и тишината што наеднаш ги затнала сите агли во оваа просторија без воздух. Не чу веќе ништо. Телеграфот престана и луѓето вџашено гледаа во него, во тој човек со револвер што стои тука занесен со погледот низ ѕидовите, во некоја точка само нему достапна. Некој се помести и тој шум го сепна. Кирков го стегна револверот. А сега, надвор, свика, мафтајки со револверот. Коле Чашуле ќе ја разложи смислата на Илинден и неговите главни идејни протагонисти низ продлабочена и суптилна анализа на историскиот континуитет и на филозофијата на македонскиот отпор против поробувачите во расказот Простум и во други своји дела. Во внатрешната македонска револуционерна организација ме покрсти Ѓорче Петров. Ме покрсти во неговата темна, таванска, прокисната соба, среде чија издолженост и грамадност, единствените негови богатства, железниот војнички кревет, дрвената маса и поцрнетиот стол без потпирник, се чинеа изгубени и несвој. Ме покрсти на неговиот мудро стозначен прилепски говор, образувајќи ме со богатството на својата реч, со клетвата моја над камата, над револверот и над Евангелието македонски, не само да се борам и да умрам, туку од смртта своја да исковам островор во оружје, што ќе продолжи да војува во другите како нивна морална максима, дури и кога јас самиот ќе сум некое давно минато. Мнозина се револуционерите, ми рече Ѓорче Петров, откако ги целивав камата, револверот и Евангелието и откако ме покрсти. Мнозина се револуционерите, особено кога надоаѓаат водјето на бунтот, што се готови без болка и без размисла да ја прегрнат смртта во името на делото. Понекогаш верувам дека револуцијата е и само од нив создадена. Но се малцина се оние што умеат, што да држуваат сили да ја отстојуваат револуцијата и тогаш кога незините водје се разлеат низ коритата на слободата. Малцина се оние што додржуваат да не се спријателат со крвта своја, со плотта своја, со уморта своја,
i so pominokot svoj i od apostoli na buntot, da ne se pretvorat vo nezini dželati i izednici. Me pokrsti vo VMRO i istovremeno me poplavi so strah. Nekako će se boram srede svojite soborci. Nekako će zaginam srede makedonskite sretnici, što ka žetva umirat za Makedonija i čiji izvor ušte ne poznal nitu umora, nitu seknuvanje, tuku kako će živem. Makedonija ne postoji von od nas samite, mi reče u Tredenta koga go sretnav, kako šeta na Solunski od mol i koga mu je ispovedav svojata prva nesonica. Makedonija ne postoji von od nas samite. Obzrni se, istražija, istradaja ni site balkanski vekovi. Obzrni se, istražija, istradaja i niz evropskata i svetska istorija. Što će najdeš? Jedno more, nekoliko jezerski oči, jedna pustina, nedoodeni skrki, gramadi od planini i od gori, crni gori, i jedna reka što je poluti na dve je pravi most i krstopat Makedonija na bezmalku site svetski pohodi i stranstwuvanje. Ne, neke je najdeš voniv Makedonija, zašto more imati drugite, pustini, stradati drugite, od skrki se prehranuvati drugite, vo gori vostanuvati drugite. Ime to neizino i smislata neizina, neke gi najdeš voniv, tuku vonas. Site nije sme Makedonija i sekoj od nas je po jedna Makedonija. Če sretneš niz ne našite vekovi i ništena i gorena i kornata i oslepuvana i nabivana na kol i raseluvana i odroduvana i kovana vo prangi i progonuvana po site belosvetski progonstva i pustini i pak odnovo niknata. Niknata samo tamo kade što dotrajale, dostojele nezinite čovečki lastari i kade što iznaođale vo sebe si i sila i maština odnovo makedonski da zavrze. Samo tamo. Квалитетот што македонската прозна белетристика го има досега достигнато на планот на прифаќањето на илинденската тема, разложно зборува дека почетоците се повеќе од задоволувачки, дека тие зборуваат за драгоцен мотив, воведен во областа на романот и на расказот од врвни автори, чии продолжетоци секако ќе бидат и добредојдени и прифатени и секако на уште повисоко уметничко ниво.